каков е статусот на ромите во нашата држава денеска? За разлика од минатите години кога бевме сведоци дека ромите беа влечени за уши и носени на гласање, каде што беа враќани од граница поради нивната етничка припадност или малце потемна боја на кожа, денес таа ситуација ја нема. Денес ромите не се сочуваат со тие проблеми, напротив имаат слобода да одлучуваат за кого и како и дали ќе гласаат воопшто. Одат во надвор од државата кога сакаат и никој не им прави проблеми. За разлика имаше некои инциденти мали кои што не беа ради нивната етничка припадност, но тоа беше поради пандемијата кога им се бараше одредени документи, одредени лица сакаа поради нивната етничка припадност да го прикажат дека тоа е поради тоа што се случуваше во минатото. За среќа таа пракса веќе ја нема, таа дискриминација ја нема, но може да кажеме дека ситуацијата не е толку сјајна све во државата во кога се работи за ромите. Ние бевме сведоци каде што во Кочани минатата година имаше цели маала каде што имаше проблем ромите да излезат на улица, да живеат, да поминуваат низ улиците, каде што имаше транспарентни од страна на македонците. Ден денес ја паметам само преку нас смрт, баш пред малку ја видов тој транспарент. Се надевам дека тоа после една година тој транспарент го нема, а го нема ни во нивните мисли веќе. Не е само работата дали ќе го тргнат транспарентот, туку треба да го тргнат и воопшто од нивното секојдневно живење. Говорот на омразата е тоа што интензивно се случува на социјалните мрежи кон ромската етничка заедница. За жал институциите тоа не го гледаат, не го детектираат. И тоа дава една многу погрешна слика за ромите, односно вицовите кои што се прават за ромите и те како продолжуваат, но тоа нели, ако кажеш еден виц, на некој начин се отсликува реалноста за еден народ како се мисли дека тие се мажат на 12 години, 13, имаат вошки, спијат во таван, не знаат да се бањаат, нели, има еден виц, не би сакал да ги спомнувам вицовите, но тој стереотип, тие предрасуди се уште постојат кај дел од граѓаните и се надевам дека во текот на годините и следниот период дека тоа ќе се намалува затоа што и пред се медиумите имаат големо влијание во овој сектор, во овој проблем каков наратив се создава за ромите, односно да покажуваат пред се позитивни примери, каде што наместо да прикажа дека има некоја ромка која што се мажи на 16 години за Белгија, треба да направат интервју со некоја ромка која што работи, не знам, на пример, кај председателот, народен правобранител, во влада, во институции, во образование, каде што ќе даваат позитивен пример и ќе ги поттикнуваат младите роми и ромки да се запишуваат во образование, каде што утрек нема да бидат исмејувани дека они се мажат за Белгија, каде што ниту името не го знаат на човекот. Она што е интересно исто како статистика е дека кога веќе спомнавме за жените и младите ромки, исто така веќе не е тоа традиција, не е веќе повторно ќе кажам традиција која што се мажеа млади. Сега веќе таа традиција ја нема, но останува наративот дека тие се уште се мажат како млади ромки. Имаше едно истражување пред извесен период од малолетнички бракови, дека има околу 500 не знам таму малолетнички бракови во текот на годината. И целиот случај се пренесе дека тоа се всушност ромките. Но кога ќе видиме статистиката, всушност најмал број беа ромки кои што беа мажани. Така да, во однос на тоа дека денес нели е светски ден на ромите, јас би сакал да пренесам една порака всушност да не биде само денес денот на ромите. Денот на ромите беше и вчера, а денот на ромите треба да биде и утре. Тоа е она кое што сакам да го пренесам на луѓето, дека не треба само еден ден да им се даде простор на ромите да зборуваат за своите права и од утре веќе тие да бидат заборавени. Напротив, денес може да кажеме дека повеќе ќе се отстапи простор, пак има и свечени отварања, коктели и слично, но тоа нека биде во една добра, позитивна пракса, но да не остане само на коктели, напротив,
од утре веќе да им се даде простор за докажување дека и тие може да придонесат не само за заедницата, туку и за општеството генерално.